Јас сум умно дете. Здраво, деца! Денес ќе учиме за... Погодувате за што? За скелет. Скелет е цврста рамка во нашето тело составено од коски. Тоа му помага на телото да стои исправено, да се движи и да ги штити важните органи. Например, черепот го штити мозокот. Ребрата ги штитат срцето и белите дробови. А коските на рацете и нозете ни помагаат да одиме, трчаме и фаќаме предмети. Скелетот и мускулите работат заедно за да може да се движиме. Накратко, скелет е збир од коски во телото што ни дава форма, не држи исправени и ги штити органите. Во природата има и организми без скелет и се викаат безрбетници, бидејќи немаат рбетен столб, или накратко рбет. Пример за безрбетници се петперутка, пајак, полжав, црв, медуза. Еве, например, да разгледаме црвите. Тие немаат коски затоа што нивното тело е поинаку изградено и коски не им се потребни. Црвите имаат меко тело без тврди делови. Наместо коски, тие имаат хидростатски скелет. Телото им е исполнето со течност. Таа течност, заедно со мускулите, им помага да се движат, да се стегаат и растегнуваат, да се провлекуваат низ земја, да не се повредуваат лесно во тесни простори. Мекото тело им дозволува да одат каде што животни со коски не можат. Ако црвот имаше коски, тогаш не би можел да се витка и би се скршил. Не би можел да живее под земја. Затоа природата му дала меко тело наместо коски. Ете, научивте денес нешто ново. Се надевам и се допадна. И ќе го следите повторно умно дете. Кликнете лайк и subscribe. Довидување!